И покрај најавите и ветувањата од владата, сериозни промени во медиумската сфера во Македонија нема. Според годишниот извештај на Сдруженијето на новинари, во делот на законската медиумска легислатива во 2018 година, не само што нема подобрување, туку има и одредено назадување. А не е добра ниту позицијата на новинарите во редакциите. Најголем дел од нив работат со плата пониска од просечната. Владата не успеа да ја подобри медиумската регулатива, што беше долго време најавена. Измените и дополнувањата на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кои требаше да создадат подобар амбиент за работата на медиумите, не е усвоен се уште во собранието на РМ. Од ЗНМ оценуваат дека владата не успела да ги заврши останатите медиумски законски процеси кои биле ветени во реформскиот план 369 и побараа реформите за медиуми да бидат ставени во владиниот план 18, порачувајќи дека без нив нема услови за евроинтеграција на државата. Од таму упатија сериозна критика и за измените на дополнувањата на изборниот законник и законот за политички партии, кои владата во текот на летото ги усвои без никаква дебата. Во текот на летните одмори во јули месец, без никаква дебата и целосно нетранспарентно, владата ги усвои измените и дополнувањата на изборниот законник и законот за финансирање на политички партии. Овие измени овозможуваат на парламентарните партии да трошат јавни пари за финансирање на медиумска политичка пропаганда за време на избори и за време на изборна кампања, како што беше и за референдумот оваа година. Ваквите измени ќе имаат негативно влијание врз слободата на медиумите. Сдруженијето на новинари на Македонија упати критика околу судската пракса за оценка на законот за клевета и навреда, велејќи дека различни судови различно постапуваат, што според нив представува селективна правда. Индикаторите врз кои се прави овој годишен извештај на ЗНМ се правната рамка на слободата на медиумите, позицијата на новинарите во редакциите и безбедноста на новинарите. Токму единствена позитивна страна има во последниот сегмент, каде нападите на медиумските работници се намалени за 3 пати, но сепак има само 2 пресуди за напаѓачи од вкупно 59 напади.